Почитувани гости, почитувани представници на медиумите, почитувани членови на Комисијата за спроведување на постапката за избор на универзален снабдувач, добре дојдовте. Денеска ја отвараме следува официјалното отварање на понудите за универзален снабдувач на електрична енергија во Република Македонија. Би ги повикал службите од архива да ги достават понудите до комисијата. Точно пред 4 минути затворен е рокот. На столицата да ставите и на столицата. Следува отварањето, така што работата ја презема председателот академик Глигор Каневче. Повелете. Добар ден на сите. Почитувани присутни, како председател на Комисијата за спроведување на постапката за избор на универзален снабдувач, дозволите ми најпрво да ги представам членовите на Комисијата, формирана со решение од владата на Република Македонија. Глигор Каневче, тоа сум јас, председател на комисијата, како представник од МАНУ, Марко Беслимовски, член, председател на Регулаторната комисија за енергетика, Љупчо Петкукевски, член, државен советник за правни работи во Генералниот секретаријат на владата, Исмаил Љума, член, државен советник за енергетика во Министерството за економија, и Митко Андреевски, член, советник на председателот на владата. Како што ви е познато, јавниот оглас беше објавен на 18.9.2018 година во службен весник на Република Македонија, како и на електронскиот систем за јавни набавки и на веб страниците на владата, Министерството за економија и Регулаторната комисија за енергетика. Крајниот рок за доставување на понудите е денес во 15 часот во архивата на Генералниот секретаријат и до крајниот рок во архивата, како што можете и да видите, се пристигнати вкупно 2 понуди. Ве молам, член на комисијата, да се погледа дали меѓу нив има закаснела порука, понуда. Дали во некој од нив пишува повлекување на понудата, измена или замена на понудата? Се констатира дека нема такви. Тогаш можеме да пристапиме кон отварање на понудите според архивскиот број, односно според датумот на поднесување. Помалиот архивски број значи дека понудата е прва пристигната, најмалиот. Ве молам прво да се констатира дали надворешниот плик е во согласност со тендерската документација. Значи, дали е адресиран со точна адреса, предпоставам да, со оглед дека пристигната е. Дали го содржи бројот на огласот? Еден врз. Одлично.
и во горниот лев агол стои не отварај. Да, не отвара. Дали тоа важи за двете, да констатираме? Да, адреса владата на Република Македонија, булевард Инденска број 20 во Скопје, затворена поставка број 1 2018, не отвара. Одлично. Исто така можеме да констатираме дека и двете понуди се прописно затворени. Нема оштетување, нема знаци на насилно отварање. Нема. Добро, тоаш можеме да преминеме кон отварање на првата понуда. Јасно е дека е прописно затворено, тоа е сигурно. Сега, може сега да се, значи, прочита име на понудувачот. Назив на понудувачот. Група понудувачи Евана Македонија АД Скопје, Евана Македонија електроснабдување ДОЕЛ Скопје. Можеме да ја отвориме. Добро. Согласно законот, значи сега ќе се прочита колкава е понудената маржа и дали е доставена банкарска гаранција. Сите други елементи ќе бидат предмет на евалуацијата која ќе следи. Еве понуда. Име на понудувач, група на понудувачи, Евана Македонија акционерство друштво за снабдување со електрична енергија Скопје и Евана Македонија електроснабдување ДОЕЛ Скопје. Носител на групата на понудата Евана Македонија акционерство друштво за снабдување со електрична енергија Скопје. Еве за маржата. Добро. Значи, можеме да констатираме дека е понудена бруто маржа
во процентални износ од 14,4. Значи 14,4% бруто маржа. И да се провери дали постои банкарска гаранција. Финансиска способност. Гаранција на понудата. Има гаранција од Халгинг. Да. Добро. Оригинал. Значи има гаранција во оригинал. Со тоа констатираме дека првата понуда ги исполнува оние неопходни услови што се предмет на отварањето на понудата. Ево и ова. Да. Тука. Да биде комплетно. Ова е го. Ето све да се врати назад. Добро, можеме да пристапиме кон отварање на втората понуда. Ова може да го ставиш таму. Може пресетата. Добро, да се прочита. Да, друг понудувач е LM Trade Доел Скопје. Значи, понудувач е LM Trade Доел Скопје. Понудената бруто маржа изнесува 14,9%. Да видиме гаранцијата тука, да не го стаеле. Кој нема тука? Ќе ја најди. Да, ќе ја најде, но обезно. Не. Нема е тука.
Еве, Ето е, тука е. Значи констатираме дека има важичка понуда, оригинал, банкарска гаранција оригинал. банкарска гаранција оригинал, да. Значи, уште еднаш ќе повторам дека согласно законот за јавни набавки, тоа се единствени елементи од понудите кои можат да се прочитаат на јавното отварање. И ги прочитавме. Сега сум должен да ги прашам овластените представници на понудувачите дали имаат некакви забелешки на процедурата на јавното отварање. Ве молам. Благодарам. Благодарам. Значи се констатира дека нема приметби, забелешки на процедурата за јавно отварање. Согласно законот, тоа ви е и познато, следи фаза на евалуација на понудите, односно евалуација на нивната економско-финансиска способност, како и техничката способност во согласно со критериумите наведени во тендерската документација. По утврдувањето на способноста на компаниите, тие што ги исполнуваат условите ќе бидат поканети да учествуваат на негативно надавање, односно ќе се спроведе електронска аукција на негативно надавање на понудената маржа. Почетната маржа ќе биде најниската маржа од овие две понуди, односно пониската маржа од овие две понуди, со оглед дека се две. Понудувачот кој на електронската аукција ќе понуди најниска маржа, ќе биде избран за најповолен и ќе биде поканет да го потпише договор за универзален снабдувач. Во согласност со законската регулатива, крајниот рок за евалуација не може да биде подолг од 86 дена од јавното отварање. Тоа значи се брои 86 дена од денес. Меѓутоа, можам тоа слободно да го изјавам во име на сите членови на комисијата. Комисијата ќе работи посветено и се надеваме дека нашата работа ќе завршиме, односно евалуацијата и изборот на универзален снабдувач далеку пред крајниот рок. Се тоа секако ќе зависи од обемноста на документација, но без оглед на сето тоа ние ќе настојуваме да тоа биде во најкраток можен рок. На крај мораме да напоменеме, иако е тоа познато, дека во никој случај снабдувањето со електрична енергија на граѓаните нема да биде доведено во прашање, бидејќи до изборот на универзалниот снабдувач дејноста ја извршува снабдувачот на електрична енергија на тарифните потрошувачи, односно Евана Македонија АД Скопје. Доколку, јас не верувам, но доколку пропадне постапката, имајќи ги предвид сериозноста на двата понудувачи, верувам дека ќе успее. Значи, доколку пропадне постапката, владата во рок од 3 месеци по завршувањето на постапката спроведува нова постапка, а доколку пропадне и двете, и новата, владата директно може да назначи универзален снабдувач. Значи, во законот се предвидени сите евентуално можни случаеви да граѓаните секако бидат несметано и непрекинато снабдевени со електрична енергија. Со ова констатирам дека постапката заврши. Благодарам на присуството. Рековме пред почетокот дека новинарите, доколку имате техничко појаснување, доколку ви е потребно, и ако не е пресконференција, комисијата стои на располагање
да ви одговори доколку имате прашање од тој тип. Повелете. Меѓутоа, да нагласиме, тоа е веќе сега надвор од постапката. Постапката заврши, затоа што во текот на постапката прашања имае право да постават само овластените представници. Значи, се во ова сега е после завршувањето на постапката. Постапката заврши. Изволите, ако имате прашање. Може да се очекува дека најкусможен рок кој што го рековте дека ќе биде за евалуација на понудите, дека ќе биде до нова година. Ќе биде ли познато универзалниот снабдувач до тогаш? Јас се надевам дека да. Доколку немаме други прашања. Само уште едно, нели сте изненадени од тоа дека само 2 понуди стигна, се очекуваше, се говореше во јавноста дека ќе бидат многу повеќе од тоа, зошто волку слаб интерес? Па сега не е наше да нагодуваме и погодуваме. Јас мислам дека имаме 2 сериозни понудувачи и дека секако тука ќе најдеме еден кој што ќе биде избран. Да дополнам може Да, ова е прв тендер од ваков вид во регионот и е голем успех што имаме двајца понудувачи со електрична енергија, односно снабдувачи, бидејќи со ова се покажува дека бизнисот во регулираното снабдување е интересен за снабдувачите со електрична енергија во Република Македонија. Треба да се знае дека и постоечките снабдувачи со електрична енергија на слободниот пазар никој немал искуство во снабдување на голем број на потрошувачи. И тоа е главна причина што има 2 понуди, што за мене представува одличен резултат. Благодарам. Доколку немаме други прашања, ви благодариме на сите. Благодарам.